Со надеж за големи профити, илјадници американски фармери годинава се нурнаа во бизнисот на одгледување коноп. Намерата за нивно брзо збогатување ја базираа врз експлодирачката побарувачка на масло од марихуана. Одгледувањето марихуана во Соединетите држави беше легализирано во 2018 година, приближно во исто време кога американците се навлекоа на производи од оваа масло, дериват на коноп за кој се верува дека ја олеснува вознемиреноста и помага при други здравствени проблеми. Джейсон Грифин, професор по градинарство на Државниот универзитет во Канзас, вели: Growing the CBD plants is a lot like growing shrubs. Но она што не е толку едноставно за земјоделците во моментов е да најдат купувач. Околу 65% од одгледувачите на коноп во Соединетите држави не може да најдат некој да ги купи нивните производи оваа сезона. Првично примамливите проекции во време на седењето во минатата пролет дека конопот ќе повлече $40 за килограм не се остварија. Земјоделците што сега го берат конопот ќе добијат околу половина од тоа, ако можат да најдат купувач. Па каде ќе оди конопот од земјоделците што имаат доволно среќа да ја продадат културата? They'll go to a processor, which will extract the oil out of them for CBD oil, or some of them may head across the border to one of our neighboring states where a smokable CBD product is legal. Новите привремени правила, објавени деновиве, се очекува да го отворат патот за земјоделците од коноп, да се организираат за подобро осигурување и финансирање, со цел нивното одгледување да не биде толку ризично како годинава. Иронијата е дека познавачите на оваа индустрија предвидуваат дека многумина земјоделци кои првпат почнаа да одгледуваат коноп, ќе се откажат од тоа по оваа разочарувачка прва реколта.